Добро вечер, вие сте со топ тема. Председателот Пендаровски прогласи воредна состојба во државата. Владата донесе сет економски мерки за помош на стопанството, колку тие ќе помогнат за излаз од кризата. Вечерва во топ тема гости се министерот за економија Крешник Бектеши. Добро вечер. Добро вечер и поздрав до вашите гледачи. Стојко Пауновски, директор на пазарна инспекција. Добро вечер за вас. Джимел Даути, Стопанска комора на Северозападна Македонија. Добро вечер. И Благица Петровски, Finance Think. Ви благодарам на сите за присуството вечерва во топ тема. Министре, ќе почнам со вас. Веста е дека председателот Пендаровски прогласи воредна состојба во државата, што практично тоа ќе значи за стопанството и може ли да се воведат некои нови по-рестриктивни, по-ригорозни мерки? Значи, првично да биде јасно за сите граѓани, пошто и јас пред да дојдам во емисија имав многу повици од страна на нашите граѓани. Значи, водена состојба која била прогласена од страна на председателот на државата не значи ништо повеќе од тоа што ќе му даде одврзени раце на владата да може да донесе соодветни одлуки кои ќе бидат во сила на закони, мајќи во предвид дека во моментот кај нас е распуштено собранието и секои измени и ребалансно и современо и сите одлуки кои треба да ги донесеме нема да одат преку собранието, но директно ќе ги носи владата, се со цел по-флексибилно да се поправиме со ова криза која моментално е во Северна Македонија, но не само во Северна Македонија, веќе е прогласена пандемија од Светската здравствена организација и најважно во моментот е да правиме повици и ние како членови на владата, но истовремено и стопанствениците и медиумите да не шириме лажни вести како што беше лажната вест денеска што се однесува дека ние ќе останеме без леп. Ние сме разговарале со сите трговци, со сите увозници, ги знаеме стоковните резерви што ги имаме, иако се државна тајна не треба директно да ги кажеме колку се, но јас ги гарантирам и сакам да ги смирам сите граѓани да не подлежат на такви вести од несоодветни портали и сакам да направам повик од почетокот на емисијата за сите медиуми, вклучувајќи ги порталите, да бидат по-општествено одговорни и професионално да ја вршат нивната работа. Даути, што ќе значи ева за стопанството и како ќе работите еве вие во оваа воредна состојба која што е прогласена? Види, поздрав до гледачите, до вас, до емисијата. Воредна состојба, значи тоа и министерот претhodно го кажа, ние сме како стопанственици, стопанството, сите стопански дејности ќе се обидат во рамките на утврдените услови да функционират и ќе функционират. Она што е битно во оваа ситуација на која што се наоѓавме како држава во Северна Македонија, која е во склоп на ситуација која што е пандемија во целиот свет, мислам дека владата добро се снаоѓа и со прогласување на воредна состојба владата некои процедурални одлуки кои треба да ги носи, поминувајќи кои што треба да поминуваат низ други органи, веќе ги имат и ингеренции. Ќе се убрза во тоа. Оно што е многу важно во моментот со на тоа што тоа секогаш во вакви ситуации, значи се прават разни афери, разни дезинформации. Ја и мојата компанија се бави со дистрибуција на роба за широка потрошувачка и храна. Ние и вчера на состанок кај министерот и со директорот на пазарична инспекција го кажавме дека храна има доволно, покрај тоа што има и државните резерви своите дути. Веќе од пред 3 дена се регулирани и уште се регулира пречките кои што одат низ коридорите кај што треба да доаѓа храната. Останува така да нема потреба
за паника. Ние сме една од дистрибутерска куќа која што ги снабдеваме неголем дел од ланците на маркети и широката потребувачка. Она што сега го гледаме по маркетите, буквално наплив од страна на граѓаните со... Да, ја ви гарантирам дека нема да има никаков недостиг на роба. Ние веќе брзо пречера, значи за еден ден ни одат возилата до Италија, се товарат со тестенини, со брашно, со други работи, нема никаков проблем. Значи, ова еден сегмент кај што треба дали влада да ја фалиме, дали институциите, дали таква ситуација налага кој што брзо се координира со другите држави за да нема застои возилата. Дури и денеска најдува некој модул да нема за возачите карантина од 14-15 дена, него да може да помине некоја со изјава, контрола и да се враќа, така да во тој сегмент нема да има проблем. И нема нелогично е таква понашање на крајните потрошачи и да прифаќат такви информации. Друго е да ви кажем што владата треба да прави... Да, те зборуваме по тоа и за дополнителните мерки кои што треба... Не, во моментот сакам да тоа да го заокружам целта која сакам да постигнем, за тоа што ние покрај некои индивидуални ситуации, сите се загрижени за ситуацијата. Дали се владата, политичарите, стопанствениците, значи здравјето на луѓето е пред се и ова да се надмине. Него тука има еден суштински проблем кој после може би ќе го коментираме. Со основните прерамбени артикли Македонија највише се снабдева од Србија, која што има запирано извоз за Македонија. Да, тоа сакам да го отворам како прашање. За другите земји, овие основни артикли, брашно, зејтин, шеќер, има големи давачки, кои што ја и на министерот и вчера му кажав и денеска, потитно треба да се укине за некако да се балансира цената, али нема проблем количина. Може ли да се случи тој недостиг од она што стравуваат граѓаните да дојде до целосно затварање на границите? Нема шанси да дојде, затоа што веќе има една ситуација, пошто јас сум директно вклучен во таков процес, значи тоа се само луѓе кои што стварат или портали или не знам како дезинформации. Но себе споминавте Србија, дека има... Во моментот, ако Србија запира брашно, не запира пченица. Ако, значи, тука нема никаков проблем, затоа што има една ситуација, ние сме поминали неколку кризи во овие години, кај што нормално се имал некоја власт или некоја држава која што правил смеѓа. Сите се одадени на тоа да ја олеснат и да го поминат, да се заштитат прво, а да се олесни проток на роба. Така, Петровски. Може само кратко да до објаснување, пошто ми изгледа дека се ствара забун. Кога зборуваме за затварање на границите, граѓаните треба да бидат свесни дека граници се затвараат за луѓето да не преминуваат од една држава во друга, не за стоките. Што се однесува до стоките, сите граници се отворени и трговијата се движи безспречено во моментот кога зборуваме. Прашањето е да ние кажавме дека имаме забрана за извоз на пченица, исто и за брашното од Србија. Може ли да се случи таква некоја забрана од другите држави, па да не можеме да увеземе, да разјасниме? Секако дека ние имаме сите механизми навремено да постапуваме како што постапивме со одлуката што ја донесовме за забрана на извоз на нашето брашно и ние ги следиме. Секако дека во дневна основа земаме податоци од Царинската управа и секој ден може да се донесе, каде навремено ќе ги известиме и стопанствениците и сите граѓани соодветни мерки во зависност на тоа како ќе се движи трговијата или како ќе биде извозот со увозот. Петровски. Јас само би додала еден податок во однос на увозот на храна и живи животни. Во вкупниот увоз кој што земјата го прави, храната и живи животни, увозот на храна и живи животни учествува со 8%. И ова е релативно низок процент. Значи, сепак да водиме сметка дека и во нашата земја голем дел од храната ја произведуваме тука. Одлична информација. Да.
Добро, во однос доколку би продолжила понатаму да дадам коментар на предлог мерките кои што денес беа предложени, јас би ги поздравила предлог мерките затоа што истите беа очекувани и се во линија со препораките кои што Finance Think ги даде изминатите 2 дена. Овој сет на мерки, според наше видување, треба да биде еден прв сет и прв чекор. Дали се доволни? Може би не се доволни. Посебно во овој момент може би се најзагрозени оние сектори и оние дејности кои што во моментот се под онаа забрана. А тоа се угостителскиот сектор во моментот најпогоден и тоа се хотелиерството и транспорт. Во иднина очекуваме во следниот пакет на мерки кои што владата ќе ги произнесе да бидат посебно таргетирани овие сектори. Зошто? Затоа што во моментот е најзначајно да се одржи нивната ликвидност. Кога зборуваме за ликвидност треба да направиме разлика од моментот на профит, затоа што често се прави една дебата дека компаниите треба сега сакаат компаниите да ќарат на ваквата ситуација. Тоа воопшто не треба да биде во дискусија и не треба ниту една компанија на тој начин да размислува. Меѓутоа сметам дека мерките несени во таа насока за компаниите да профитираат на ваквата состојба. Напротив, она што во моментот и владата и компаниите треба да го во заеднички сили да го направат е да ја одржат ликвидноста, посебно на овие сектори кои во моментот се под најсилен удар. Од тука, можеби, овој сет на мерки паралелно треба да биде проследен со еден дел на даночни улеснувања. Да, ќе зборуваме конкретно за сетот на мерки малку подоцна, сега се задржам на храната со оглед дека се уште владата донесе одлука да се замрзнат цените на продуктите, меѓутоа она што го гледаме на пазарите, на продавниците е дека особено кај овошјето има раст на цените. Има некоја, сега точно е дека сме увозно зависна, дека имаме цени кои што доаѓаат од увоз и кои што не можеме да ги замрзнеме. Имате ли вие инспекции што покажуваат состојбите на терен и кои цени се замрзнати, што вели одлуката на владата? Пауновски. Благодарам. Најпрво да ги поздравиме гледачите на телевизија Телма, а воедно должен сум да ги поздравам сите државни пазарни инспектори кои што и во овие моменти се на терен во спроведувањето на одлуките кои што ги носи владата на Република Северна Македонија. И она што го поставувате како прашање, на сите ми е јасно дека согласно член 30 од Законот за трговија, владата на Република Северна Македонија може да пропише одредени мерки, меѓу кои и определување на највисоки цени на стоките. Нашата влада тоа и го направи за одредени производи, а тоа се со одлуката која што е донесена денеска, излезена во службен весник, и по таа одлука ние од утре почнуваме да постапуваме. Меѓутоа тука не се назначени сите артикли. Назначени се оние основни артикли кои што се неопходни за живот и за храна на, да не речам сега, сите граѓани во нашата држава. Она што прашавте за овошјето, зеленчукот, сепак треба да знаеме дека сме пазарна економија, цените си се формираат во зависност од пазарот и затоа државата е таа која што во вакви услови со одредени мерки може да делува не само на овие производи, туку и на многу други производи кои што ќе се покаже дека се неопходни за животот на граѓаните и нормално за редовно снабдување на граѓаните на нашата држава. Пауновски, што вели одлуката на владата која што објавена во службен вестник, кои производи, кои цени на кои производи тука се замрзнати? Леп, брашно, зејтин, месо, тестенини и од овие од аптеките, дезинфекцијските средства и лековите. Значи, многу прашања имавме дали маските се влезени тука. Не се влезени маските. Ние не сме производители пред се на маски, сега гледам во некои компании кои што се бавеле со текстил, државата добро е што превземе одредени активности да се произведуваат и овде во нашава држава заштитни маски и тоа многу брзо ќе биде на пазарот, меѓутоа она што го увезуваме зависно од со каква цена ќе дојде од страна, оние кои што понатаму ја дистрибуираат таа стока си формираат цена. Молбата од владата беше, нормално молбата е од сите граѓани, да се воздржат од зголемување на она што значи нивна маржа. Што значи сите во ваков момент, во вакви моменти во државата, а не само во нашата држава, туку секаде, кога сите се откажуваат
од оние трговски маржи кои што ги имаат, редно е нека остваруваат одредена трговска маржа, меѓутоа да не биде на уштрб на, да не речам, на сите категории на граѓаните на нашата држава. Даути, ќе го почитуваат ли ова? Види, сериозните трговци тоа ќе го почитуваат, само зависи како ќе го толкуваат пазаричната инспекција и инспекторите. Од нова година наваму, пошто ние сме дистрибутери и од домашни производители и увезуваме. Има ситуација денеска беа кај нас од пазарична инспекција и си вршат целосна контрола, не е никаков проблем. Значи, него проблемот зависи како тоа ќе го толкува и ќе го влијат. Од нова година наваму од сите наши добавувачи имаме покачување на цени. Значи, постапката како оди да се покачи цената од производителот до дистрибутерот или крајниот продавач, че тој најавува, че ти зборувам кај сериозните трговци, не најавува пред време, за да можеме ние пред време да ги покачиме цените. Тие цени се покачуваат сhodно на тоа што производителот, калкулацијата што ја прави. Дел од во последната недела што се случува, значи дел од производителите веќе запира да испорачуваат роба затоа што ќе добиваат казни ако испорачува со повисоки цени. Значи, тука треба добро да се пристапи од страна на пазарична инспекција да се види што е оно логично покачување, затоа што најдрастично било случаите цените со маски кои што често ги спомнуваат и да биде појасно за гледачите, че ако една маска било 5 денара, сега е 50 денара, тоа е нелогично. Ама во некои маржи кои што калкулацијски се веќе се прават, маржи 5%, 3%, 6%, дај да кажеме до 10%, кои што незначајно делуваат во пазарот, треба да бидат по-флексибилни во тој дел, иначе не на одмет во секакви ситуации државата може да презема секакви мерки. Ние на прв ред сега во моментот ние здравјето на луѓето и на населението. Не е значи добивката. Што се однесува до ситуацијата, значи до штетите и компензации на штети, тоа можеме да зборуваме во друга ситуација. После јас. Добро. Се извинувам, ако може само да одговорам на прозивката на Државен пазарен инспекторат, не е тоа прозивка, сепак ние заеднички ги менаџираме сите работи и на вчерашниот состанок така и се договоривме заеднички да ги менаџираме сите работи. Инспекторите точно дека денеска се во сите големо трговци на терен, меѓутоа не собираат податоците од нова година наваму, до 11.3. се што сте зголемиле цена, државата не ви спречува тоа што сте зголемиле, одлуката е многу јасна. Сепак, сватете ги инспекторите, за овие 5 дена имаме 5 одлуки сменето. Прво нели беше до 18 работење, па ајде ги затвараа сите, ги опоменуваа што работаат после 18 часот. После донесоа друга одлука сите да се затворат. Па после донесоа одлука овие смеат, овие не смеат. За да сега донесат одлука за максималните цени на одредени производи. Ние ги бараме само цените на овие производи кои што се во одлуката, колкава би била цената на 11.3. и таа цена ја споредуваме со денешната цена која што ви ја наште на лице место. И за жал, имаше цени и нормално сега, можеби имаше цени кои што биле покачени од 11 наваму. Вчера сте имале покачување на одредени цени, на пример да речеме за тестенини кои што се влезени во одлуката. 7 артикли се влезени во она што значи одлука на владата. Некој денеска се јавува за маслото од Благој Ѓорев, ние и таму испративме контрола. Самите газди, производителите што се од Благој Ѓорев истакнаа дека ние сме ги информирале сите оние кои што набавуваат од нас дека со завршување на овие залихи, а тоа значи во наредните после 30 март, може, доколку сировината, се сировините ни се од надвор, доколку сировините бидат поголеми, дека ќе мораме за 2 денара да го зголемиме маслото за јадење. Тоа е веќе некоја пофер одлука и владата, верувам на таквите работи ќе излезе во пресек.
Ако се докаже таквите работи, да. Меѓутоа, во одлукава стои дека цените кои што сте ги изголемувале после прогласувањето на пандемијата, да ги вратите на тие цени кои што биле на 11.3. Само тоа беше и тоа го контролираме. Не се враќаат назад, не бараат документација голема. Тестенините, ние сме увозници на тестенини. Да, вие сте генерален увозник на тестенини. Тоа објаснување. Само Значи, апсолутно, ја ви кажав, као, пошто јас сум дојден овде како представник на Стопанска комора, али тај Северозападна Македонија, мора да ги вклучаме нивните и другите концепти, него пошто се спомнува таму. Значи, ако се гледа ова трговскиот пристап, реално, не тенденциозно. Затоа што со вашата инспекција сме имале тенденциозни ситуации, да се разбереме. Откако сум јас, сигурно не. Па јас овака и вас бев во канцеларии. Ако нема тенденциозен пристап, ќе види, ние сакаме службите да работат. Тоа нас институциите треба да работат. Ќе кога има комерцијален поглед на работите. Конкретно кај тестенините, ние имавме застојна утовар претходната недела. Оваа недела требаше да испратиме празни камиони во Италија за да товараме, затоа што се ослободи патот. Да го пратиш празен камионот, не ти е калкулацијата транспортот ист. Производителот за некој процент се го покачува цената. Најавено од пред време дека ќе се покачи. И ќе дојде таму, пак нема да дојде некој драстично покачување, значи 5-6%. И сега, вашите инспектори може да го третираат дека покачување после 11 или покачување во некоја нормална комерцијална маржа. Тоа што, види, вие сте служба инспекцијска и окей. Меѓутоа, за штетата што ќе трпат бизнисите, че нема да го покрие вашата служба. Тука е владата. Тука е владата да покрие. Нема да го покрие вашата служба. Него ќе треба владата, после со владата да оставиме имаме да другиот пристап. поинтата, Бектиши сакаше па да вклучиме и Петраски. Значи, јас сум убеден и верувам дека на гледачите и сите граѓани не им интересираат конкретни случаи, па сега да изгубиме минути од такви работи. Првично, ние сме тука за правично да ги информираме граѓаните. Во каква ситуација сме, кои се нашите механизми како влада, но истовремено и кои се барањата на бизнис секторот. Во вакви случаи, кога имаме вакви ситуации, секако дека институциите требат да соработуваат со стопанствениците. Стопанствениците и институциите заеднички да пристапат се со цел да им излезат во пресред на нашите граѓани. Но и на работниците, секако. И затоа денеска излеговме со првични сет мерки. Ќе повторам, со првични сет мерки за секторот, за бизнис секторот во Северна Македонија. Овие не се последни мерки што ние ќе ги преземеме. Јас има една недела, како министер за економија, истовремено и координативното тело во секторот туризам и угостителство, што бараме сите хотелиери, угостители да ни достават калкулации колку се штетите кај нив. И согласно тие калкулации, многу добро кажа и од Finance Thing Благица, ние ќе направиме соодветни мерки. Зошто? Пошто, например, овој сектор во GDP-то, во bruto домашниот производ на државата, е негде 2%. А кај се другите сектори? Што може да ни следи нас? Так. Или не знам сега точно колку е, не ме фатите за збор. Што е важно сега? Ние, јас ги убедувам сите граѓани дека сите механизми што ги има Министерството за економија, владата на Северна Македонија, ќе бидат превземани се со цел да немаме зголемување на цените, посебно на основните производи. И затоа, и во тој контекст, беше и замрзнувањето на цените и одлуката која ја донесоме. Имаме и други алтернативи и за производителите. Јас утре денес, заедно со Министерката за финансии, ќе имаме состанок со сите производители на прехранбени производи во нашата држава. Ќе разговараме за мерки, се спомна од страна на директорот, и за репроматеријалите, и за нив имаме механизми, олеснување што може да доаѓаат во наредниот период, се со цел ние како држава
да се обидеме во максимум за цените да не се зголемат најнос во Северна. Петровски, да вклучам, извинете да утре Петровски, колку овие мерки вие споменавте веќе, колку вие ќе дадат придонес за економијата и колку сметате дека можеби се задоцни со реакцијата на економските мерки? Так, најпрво мора да разбереме кои се тие канали преку кои што оваа криза нас не погодува. Тие се каналот на побарувачка и каналот на понудата. Каналот на побарувачка е заради моменталното, ќе зборувам за домашната економија, заради моменталното затварање на дел од секторите, заради целокупната воздржаност од потрошувачите да набавуваат дел од производите и да инвестираат понатаму, и во моментот од тој канал на побарувачка најмногу се погодени секторите кои што се во делот на хотелиерство, транспорт и угостителство. И тоа е првиот удар и првиот шок кој што нас не беше очекуван. Вториот механизам преку кој што оваа криза ќе ја погоди економијата е преку страната на понудата заради нарушените ланци на добавување. Тоа што во Кина, Италија и најголемите трговски партнери на земјата настанува криза, тоа значи дека и кај нас во следните месеци ќе се почувствува потешкотија за увоз на конкретни инпути и материјали. Меѓутоа, тоа е втор сет и втора фаза на ефекти која што во моментот нема да биде почувствувана, ќе биде почувствувана по 3 до 6 месеци. Колку брзо овој сет ние не можеме да делуваме на вториот момент, на страната на понудата. Таа ќе зависи колку брзо ќе се ревитализира глобалната економија, пред се кинеската економија, затоа што кинеската економија учествува со 20% во вкупниот бруто домашен производ на глобалната економија и проценките се дека 30% од вкупните материјали кои што се произведуваат доаѓаат од Кина. Колку брзо кинеската економија ќе се ревитализира, толку брзо ефектите ќе се почувствуваат и глобално. Меѓутоа, она што можеме да го направиме како прв сет на мерки е мерките кои што денес беа направени, дополнително со зголемување на мерките во делот на даночни олеснувања за секторите кои што се најпогодени и за производите кои што се на најсилен удар, можеби тука се и медицинските производи, маски, дезинфекција, храна доколку е неопходно. Во таа насока ги гледаме мерките како треба да се развиваат. Доколку овие мерки не се доволни, треба да пристапиме понатаму кон втор сет на мерки каде што ќе делуваме на страната на понудата, односно како да изнајдеме начини да набавиме репроматеријали и да го олесниме процесот на набавување на репроматеријали и да ги олесниме штетите на компаниите кои се засегнати од овој дел. Во таа насока гледам дека треба да одат дизајнот на мерките. Втор сет на препораки е паралелно со овие мерки да имаме конкретен финансиски план. Затоа што можеби потребите се огромни, меѓутоа мора да водиме сметка и за ликвидноста на буџетот. Оваа криза од една страна ги погодува компаниите и не погодува сите нас, меѓутоа истовремено го погодува и буџетот, затоа што намалената економска активност значи помалку приходи. Помалку приходи значи помалку расходи. Затоа потребен е во моментот и еден конкретен план да имаме прво на увид од каде се можеме да позајмеме пари. Не е страшно во ваква ситуација да се позајми. Дали се тоа ММФ, дали имаме простор за натамошни фискални за дали се други како Европска развојна банка и други форми на донатори, меѓутоа и внатре во буџетот да размислиме каде може се да реалоцираме. Во оваа ситуација потребно е да покажеме максимална разумност на продуктивно трошење. Тоа што претходните години сме го дискутирале дека треба продуктивно да трошиме, сега треба да го докажеме. Да замрзнеме се што е непотребно да се троши, да видиме во рамки на секој министерство каде може во рамки на министерството да се реалоцира, меѓутоа и подоцна ако има потреба некој министерство да отстапи мерки за друго министерство. Тоа не гледам страшно, исто така не гледам воопшто проблематично во овие услови кога сите економии размислуваат за задолжување да продолжиме со задолжување. Накратко само да се надоврзам, со све се согласувам тоа што беше дискутирано и токму тоа и го правиме ние како влада. Ја сега можам да зборувам за Министерството за економија. Ние веќе предложивме и го објавивме дека правиме Сојуз на стопански комори имаше реакција, има реакција од Стопанската комора на Македонија која што пред малку беше испратена, кој што вела дека острите реакции на сетот мерки кои што практично денеска ги објавивте, само е доказ дека јавниот и приватниот сектор се оддалечени во однос на
прифатливи решенија кои што сега се потребни? Јас не би се слагал со тоа. Јас слушав многу добро дискусијата во Благица. Значи, ние сме отвориле диалог со сите стопански комори во нашата држава. Сите биле присутни кога сме ги разговарале овие мерки. Значи, да напоменувам уште еднаш, пошто многу се повторувам. Овие се првични сет мерки за подршка на бизнисот. Посебно на секторите кои се најмногу погодени, а тие се угостителство, хотелиерство и транспорт. И затоа такви се направи мерките за првично на нив да им излеземе во пресвет. Што направивме ние денес како Министерство за економија, што го објавивме. И тоа дека секако ќе го направиме последните донови и во другите министерства. Значи ние ги алоциравме сите наши средства кои ни се во можност, се со цел да направиме фонд само за секторот туризам. Се вклучи во овој фонд и Агенцијата за поддршка на туризмот и обезбедивме негде 74 милиони денари кои ќе ги користиме како директна помош за угостителите и за хотелиерите. Дали е ова доволно? Дали е ова доволно? Дали е ова доволно? Секако дека не е, но треба да се има во предвид дека пред да се прогласи вонредна состојба, ние не сме имале право да направиме ни репрограмирање, пошто беа прогласени изборите. И секако дека има пречки и од страна на ДКСК, но истовремено и во изборниот закон. Од утре па натаму, ние ќе седнеме и секако дека ќе направиме репрограми за да им излеземе во пресвет, посебно на тие што се повеќе најпогодени во овој момент. Види, пошто се насочиме кон на индивидуалните пристап, да ви кажем, генерално, пак ќе се враќам на тоа. Што е оно што вас загрижува како комори, бидејќи имаше реакција? Прво, оно што не загрижува како комора, дека овие се да се направи нешто, дека се покаже да се прави, нека ме извини министерот. Нашиот пристап е другачи. Зошто е козметичка шминка за вас? Затоа што прво штета што ќе види од ова штетата што ќе види од оваа ситуација. Значи после 6 до година дена, 6 месеци до година дена ќе се најде. Значи во моментот што е битно, значи да се овозможи минимални услови нешто да функционира. Таму кај што може да функционира. Значи трговијата може да функционира, кај транспортот зборувам за друмскиот функционира трговијата. Одлично. Да, трговијата функционира, транспортот функционира, хотелиерството и угостителството е замрзнато. Да. Се окей. Не, значи овие мерки сега не значат ништо, тоа е моја проценка, доколку тоа темелно после 6 месеци не се анализира што значи и што ќе се поддржува. Значи не да некој тоа да вие немате волја да тоа го покривате. Ние сме имале случај за случаите со Сингалиш, поплавите. Цело време нешто ќе се покрива, помина еден мандат на оваа влада, 20% ќе покрива, не се покрива. Се додека, значи овој пристап да се направи темелна анализа која ќе помине кризата. Сега може и да функционираат бизнисите. Темелна анализа која е штетата директно и индиректно и тоа е тешко Македонија сама да ја сноси. Али се што треба да се покрие. Значи ние имаме 50% од придонесите, некоја мерка таму, од придонесите 50% за 3 месеци, па подобри да ги немате тој хотел или ресторант кој што има 50 или 100 вработени. Мислам дека не е во ред така да се каже. Министре, види... Само се надоврзам, што ве слушав многу внимателно. Првично, не може да се каже, не е во ред да се каже дека треба државата, стопанството, да направи темелни анализи, да ги види штетите, а меѓувремено да каже дека се шминки штети. Јас пак ќе се повторам. Овие се првични сет мерки кои ги превзема владата. Ова не значи дека овие ќе бидат први и последни мерки. Дали може да се дава дополнување во оваа ситуација? Пошто не кореспондира со тоа што го кажувате дека се шминки мерки, а барате... Па не, види, таков пристап, колку се штетите... Ама таков пристап не сме имали во други ситуации. Колку се штетите во стопанството
за ние да знаеме детално во овој момент што зборуваме. Во овој момент, значи, Колку треба да се се само замрзнуваат давачките кон државата. Во моментот, да се замрзнуваат Колку се давачките кон штедите во државата. стопанството, за да знаеме ние во овој момент какви мерки да креираме во согласност на тоа колку се штеди. Види, во оваа ситуација која што е сега, значи, очигледно се кои ќе дојдат штетите. Ние може да претпоставиме што значи целиот угостителство и туризам е блокиран и не може да функционира. Добро, за До тоа се- веќе да. преземаме мерки. Се додека тоа не оди, значи финансиската поддршка не оди преку буџетот, сето друго е неефикасна. Значи ќе го теретат во моментот не е битно да помине здравјето на луѓето. Значи од државата треба да има Тоа што треба да кажем Да. дека се шминки. да. Само Блага само- Петровски да ја вклучам. Затоа Само што уште една секунда. Види, И Павловски. ние се додека црпите мерки од други извори. Значи од фондот за здравство, фондот пензискиот фонд, не знам од банките се приватни институции. Но не што има да ги замолиме банките да дават кредити. Значи државата сега треба да даде контури. Да, ние ќе се вклучиме во штетата од која ќе ја процениме да, штетата. ајде. Вклучи Значи се сега треба само да се замрзнат давачките кон државата затоа што он треба да им плаќа плати на вработените, придонеси аконтации од таму има кажано за аконтациите кажаме. да И тоа не е добра аконтациите мерка има, како да. аконтација. штетата, значи има штети директни и индиректни кои што се. Добро, кои што не може да се. доктор, Може да ги ајде објасниме малку мерките само- подетално? Само уште да слушнеме. Може една препорака еве да дадам, бидејќи очигледно некаде се резидувате како носители на политики и како компании. Разидувањето доаѓа затоа што вие понудивте со најдобра намера мерки и се очекувано беше. Бизнис секторот ги очекуваше мерките, меѓутоа не е задоволен. Вие најавувате дека ќе има дополнителни мерки, може би требаше на денешниот прес да се изнесе целокупниот пакет со кој што земјата и цел арсенал на мерки кој што земјата ќе го понуди и цел арсенал на пакет на финансии се со цел да се креираат точни очекувања. Затоа што во моментот очигледно дека можеби бизнис секторот смета дека треба премногу да добијат, владата можеби не е во можност се да овозможи и во моментот останува некакви недоречености и неизвестност што е тоа што следи. Не треба сите мерки да бидат ставени веднаш на тацна и веднаш на располагање. Меѓутоа, како арсенал на мерки, целиот пакет треба да биде достапен на бизнис секторот, се со цел да знаат што очекуваат и се со цел да знаат кои ли се нашите финансиски можности. Затоа што не се согласувам во делот дека ние треба исклучиво само од буџет. Ние ако може да обезбедиме бескаматни кредити кои што доаѓаат од Меѓународниот фонд, од Европската банка за развој и од други слични донатори, ние треба да водиме сметка и тука, затоа што во моментот Не е работа на буџетот треба да владата ги тоа, за исплати кредитите оние сами, целокупните. госуѓа, види, во ред. вие... Ајде малку да го вклучиме сега Пауновски, па потоа. Значи, Мислам, ова е дека една да добра го- не, препорака мора да за ги двете превзема, страни. види. Се согласувам потполно дека денешниот прес може да не беше објаснето во детали што значат мерките што ги објави владата и затоа денеска сме тука за повеќе да ги информираме и граѓаните и стопанството детално што значат тие мерки како прв сет мерки. Во моментот кога ќе имаме повеќе податоци и од страна на стопанските комори, ние ќе седнеме заеднички и секако дека ќе донесеме и други низа мерки. Овие се само првични мерки. Можда не биле дообјаснати како што треба, и тука се согласувам, но во наредните денови секако дека ќе ги дообјасниме. Пауновски. Сега, како граѓани на држава, па и стопанство и влада, сите знаеме дека економијата не може, па и буџетот да обстои, и буџетот е тој и владата што се откажуваат од своите примања и затвараат субјекти и правни лица се во интерес на граѓаните на нашата држава. Значи, здравието е пред се во овие моменти, солидарноста треба сите да ја покажеме, загубата треба сите да ја поделиме.
ќе губи и државата и буџетот, меѓутоа ќе губат и стопанствениците. Знаете како, јас еве и во моментов добивам пораки кои што се од луѓе кои што имаат мали бизниси, кои што водат мали дуќани, како ќе ги платиме кредитите, прашуваат како ќе исплатиме плата на вработените, кои се мерките, доколку еве продолжат во следните 14 дена, тие и натаму ќе бидат затворени, а тие практично се затворија со одлуката на владата да работат до 18 часот. Кои се тие? Потполно тоа што го кажа Блакиса. Значи, веќе ние сме обезбедили преку Македонската банка за развој 5,7 милиони евра. Ма тие нема да стигнат до сите, тоа се мали дуќани, зборувам за... Само секунда да дообјаснам. Обезбедени се во наредните дополнителни 6 милиони. И тие средства ќе бидат во располагање на микро, малите и средните предпријатија. Веќе Македонската банка за развој доставил писмо до Европската инвестициона банка за дополнителни 50 милиони евра кои ќе ги имаме во располагање се со цел да им помогнеме на тие што повеќе се погодени првично. Секако разговараме и со комерцијалните банки и тука себе треба да бидеме појасни кога ги објаснуваме што значи комерцијална банка и централна банка. Ние како влада, кога ме прашувате мене лично, од утре би ги одложил плаќањето на кредитите. Но треба соодветни анализи да се направат. Банкарскиот сектор во претходните неколку години, зборувам за комерцијалните банки, беше еден од најпрофитабилните. Има ликвидност и дај кажеме сега во пазарна економија, кој сака да изгуби клиенти, а ние веќе им дозволиме преку Централната банка за да се направи дека можеби требаше веќе да реагирате со тоа или да кажете Пауновски само да го вклучат. Да им овозможиме индиректно и одлагање на плаќање на кредити. За тоа можеме и подобро. Ајде сега ќе зборувам како директор на пазарниот инспекторат и како орган за надзор над спроведувањето на одлуките кои што ги носи владата. И само тука ќе се задржам. Она што сакам да им го упатам на сите оние трговци кои што ќе најдат одредена изрека дека сето она што го набавуваат од 11.3 наваму им е зголемена цената. Одлуката на владата е кристално јасна и чиста. Сите цени да се вратат со важност на 11.3. Инспекторите немаат друго нешто осим одлуката да постапуваат. Нема други објаснувања, што значи они ќе бараат цените на овие производи кои што се тука да бидат повратени. Казните се големи. Меѓутоа, оставено е на добавувачите кои што набавуваат по повисоки цени. Тие производи кои што ги набавиле сега, нека не ги продаваат додека трае одлуката за ограничување на цените. Може би има такви артикли низ државата, ќе се продадат по таа цена, после тоа нека стапат тие со нивните цени. Значи, ако не сакаат да направат загуба, трговците кои што го набавувале по повисока цена, а да ја не почитуваат одлуката на владата, во тој случај нека не ја продаваат таа трговска стока. Овие се 5 производи. Ако не можеме како држава, како трговци, да се договориме за овие 5 производи на најголемиот дел на населението кое што му се најпотребни, владата ги ставила најпотребните средства за исхрана. Дури не се стравени ни средствата за хигиена тука да се ограничат. А и тие се трошат во ова време. Меѓутоа ставени се, замислете, леп, брашно, зејтин, сол, месо, тестенини, тие и од здравството се ставени лековите и дезинфекционите средства. Кои што патем не можеме да ги најдеме во аптеките дезинфекциони. Ја мислам сега има и овде производството го зголемиле во 2 смени работаат за алкохол што е како средство за дезинфекција. Ја мислам дека тие работи ќе ги има. Лекови веќе имаме. Најдовте неправилности во дезинфектанти со база на алкохол има производство и во нашата држава и веќе ние сме во контакт со одлуката е стапена денес. Значи денес не сме постапували, не сме казнувале никого. Само сме давале препорака, ве молиме, впрочем како што и постапува сите овие 2 години додека сум директор, Државниот пазарен инспекторат прво ги опоменува луѓето. И она што го имаме затворени објекти 29 низ нашата држава се оние кои што и по трет пат кога одиме, кога не го почитуваат, кога не ја почитуваат одлуката на владата.
Значи тие се затворени кога веќе немаме каде дури и со полицијата одиме и да ги затвараме. Тоа не го правиме заради тоа што со тоа ќе помогнеме на буџетот на државата, бидејќи ние сепак платени сме од државата. Тоа го правиме за општото добро на сите граѓани на оваа држава. Впрочем и за тие каде што им го затвораме објектот, го правиме и за нив. Во делот за маските имаше проблем каде што енормно се маските не се влезени во ограничување на цените во одлуката. И према тоа ние не можеме да постапуваме во пазарна економија, освен граѓаните се тие кои што можат буквално да ги казнуваат. Таа аптека кога ќе осетат дека во аптеката, еве да речеме една одредена аптека, да не споменуваме име, ги качила маските од 5 на 50 денари, во наредниот период кога ќе пројде кризава, од таа аптека никој да не набавува. Значи, можеме да најдеме одредени казни. Доволно и државата со олеснувањата што ги дава и како влада може да предложи не покрај овие казни што се парични казни. Ќе помине ова се, ќе дојдете повторно да им рече да барате дозволи за увоз, ќе дојдете повторно да барате останати бенефиции, ќе дојдете повторно да барате одредени работи. Значи, овој период, не излегов. Овој период потребна им е помош и на државата и на граѓаните. Ако ги покаже некоја апотека, не знам, или увозник на фармација и ги покаже цените на маските, кои што ние нема да му давате одобрење, некоја одобрење за увоз и така натаму. Немојте директоре сте. Вака сега, државата во некоја иднина. Државата може да пројде и во такви мерки ако сака. Емоционално сватите за тоа што се да не го враќаме, емоционално се Не е емоционално, нито може да се кажа, ќе ви гарантирам, а сигурно ќе се обиде да не направите некој проблем, ќе ви гарантирам со министерот, со било кој да ви докажеме дека ние не ги покачуваме цените некомерцијално. Значи, ако ние сме набавувале поскапо ќе ги продаваме. Или ќе ги задржиме, нема да продаваме. Извинете, господине Даути. Оставите го на страна Даути Комерц. Не. Ќе се расправаме во некоја друга прилика. Ама сите трговци мора да ја почитуваат одлуката. Представивте емоционално, не може. Граѓаните. Значи, донесене одлука. Да се вратиме на ова што е вака. Јас верувам дека за сериозни компании, за одговорни компании, не е прифатливо на никаков начин, и да бидам јасен пред камери, такво зголемување на цени, било тоа за маски, било за што најповеќе има потреба граѓаните. Ние ќе ги превземеме. Министре, сите мерки што се во наша надлежност, за тоа да не го возможиме. И тоа да биде јасно за сите кои сакат да профитираат од ова состојба каде што се наоѓа не само Северна Македонија, но се наоѓа во Да отиве, молам, Петровски само сакаше да... Само јас сметам дека да се фокусираме на она што е примерен ризик. Инфлацијата и инфлаторните притисоци во моментот не само што не се ризик, туку и не постојат толку драстично, на што во моментот како примерен ризик е ликвидноста. Ликвидноста на најпогодените сектори, на најпогодените компании, во моментот треба фокусот и целокупната енергија да ја насочиме токму кон одржување на ликвидноста, затоа што нарушената ликвидност би можело да има ефекти по испуштање на вработени, намалување на плати, неможност да се исплатат основните трошоци кои што доаѓаат за исплата, оние фиксни трошоци како што се кирија или пак можеби некој има кредит кој што треба да го врати кредитот. Овие ризици се во моментот најголеми и најмногу ги погодуваат компаниите. Тука и комората можеби треба да каже. Меѓутоа, само излегов од контекст, ние почнеме да го елаборирам тоа зашто ние кога треба мали и големи и средни компании или бизниси, кога треба да ги контролираме, лесно ги наоѓаме. Чи исто така можеме, ова е некој пристап кој сакаме да го кажеме, значи да им ги прифаќаме во моментот, свесни сме, значи и тие се свесни. Апсолутно многу се ретки некои случаи кои што сака да профитираат во оваа ситуација. Ама тие треба заеднички
да не им овозможиме да профитираат. Апсолутно, министре. Така, се слагам. И дали кај комората, дали кај мене како компанија, И комората треба да ни да кажеме, знаеш, ние не ги поддржуваме, него и ние ги осудуваме таков пристап. Мило ми. Него има, значи да не се враќам пак на тоа. Не ги поддржуваме, да го враќаме на тоа припремата што треба после тоа, значи за стопанството и бизнисите. Затоа што целиот бизнис афела е свесен на тоа. Значи, било од која дејност да е, и ликовна уметност слики да продава таму, е свесен дека во оваа ситуација ќе има одредени потешкоти. Ќе има загуби, да. Дали директно или индиректно. Само се извинувам да го докажам. Че во што ми е поентата? Пристапот на владата. Таму кај што се други институции, само да се покаже во моментот, да кажа, придонеси камати, банки и кредити. Значи, тоа е веќе друго кој што по инерција сами се регулира. Пошто сака нече влада со оваа работа мора да се бави. Да ја оздрави економијата, од штетите што ќе ги има. Ние уште од сега треба да се евидентираат и да ги презема, и тоа и на почеток ви кажав. Тешко е Северна Македонија сама да го сноси целиот овој ризик ако ова се продолжува. Да, морам тука да прекратам куса, само да повикам реклами, потоа се вратиме назад со дебатата во студиото. Назад сме во студиото, Бектеши, Пауновски, Даути, Петраски. Петраски, она што вчера го кажа председателот Пендаровски дека ќе ни бидат потребни од 500 до 700 милиони евра да се задолжиме за да излеземе од оваа криза. Од друга страна, колку ние имаме простор за задолжување прашањето, јавниот долг е веќе над 50%, односно околу 50%, така што прашањето е колкав е просторот ние да се задолжуваме и натаму. Првично сметам дека тие проценки кои што вчера ги изнесе председателот се многу реалистични за колку на средства ќе ни бидат потребни за да вбризгаме во економијата и целосно да ги надминеме овие потенцијални штети. Не мора да значи дека во толкав износ би се задолжиле, меѓутоа толку средства нас ќе ни бидат потребни. Проценките се околу 5 до 7% од бруто домашниот производ. Иако во моментот задолжувањето немаме многу фискален простор за задолжување, доколку се споредиме со периодите на финансиската криза, меѓутоа сметам дека во вакви услови нема да биде штетно да се задолжиме наменски, подобро ќе биде да превенираме потенцијални негативни последици по економијата, затоа што ова би било исклучиво наменско задолжување само да превенираме поголеми штети кои што би можеле да настанат подоцна. Од аспект на фискалната стратегија таргетира дефицитот да дојде до 2,5% во вакви услови, мислам дека нема да биде на штета доколку не ја исполниме тие таргети и првенствено треба да се насочиме кон последиците и ефектите да ги минимизираме колку што може. Едно од барањата и на граѓаните и на компаниите одложување на плаќање на кредитите. Тоа се уште го немаме како опција. Сметам дека во овој дел треба да продолжиме со потенцијално одложување на некои даночни одложувања, како што е данокот на додадена вредност, можеби следен сет на мерки. Во делот на кредитите може да послужи репрограмирање и реструктурирање на кредитните линии кои што ги имаат граѓаните и кои што ги имаат компаниите, се со цел овој краткотраен шок кој што во моментот треба да го надминиме, да го надминеме и верувам дека тука и сет на мерки од Народната банка, дополнителен сет на мерки од Народната банка ќе треба да помогнат во таа насока. Пуновски, забележливо е вашето присуство на терен, што е она со што се соочуваат инспекторите како проблем, особено ако знаеме дека недостигот, односно малиот број на инспектори е еден од проблемите на кои што постојано се апелира. Можам слободно да кажам дека... Ќе бидете ли ригорозни кон компаниите при вашите посети? Дека ќе бидеме ригорозни во спроведување на одлуката, ќе бидеме. Затоа што не е редовна контрола, не е
нормална ситуација, кризна ситуација, вонредна состојба веќе, ќе мораме да бидеме ригорозни за да се почитуваат одлуките кои што ги носи владата. Во спротивно нема да успееме во сето она што го носи владата како одлуки. Од друга страна, Државниот пазарен инспекторат располага со 140 инспектори, меѓутоа во моментов ги користиме околу 130 инспектори, дури раководителите се вклучени и тие на терен, извршители кои што ги имаме и тие се вклучени на терен, се со цел да одговориме во сите градови да имаме присуство на наши инспектори во спроведувањето на одлуката. Онаму каде што не се почитуваат одлуките, користиме и присуството на Министерството за внатрешни работи, се со цел да она што е донесено како одлука да биде испроведено. Точно е дека имаме одредени нарушувања, не е само да речеме еден град каде што се нарушуваат овие упатства кои што ги дава владата, односно почитувањето на одлуките на владата, тие се во сите градови низ државата и најповеќе се од угостителството. Значи сите оние проблеми кои што ги имавме, најповеќе се од угостителството. Не знаат луѓето дека ние тоа не го правиме, повторно ќе кажам, не го правиме заради казна за да го наполниме буџетот на нашата држава. Казната е со затвор. Ниту има државата одреден приход тука кој што ќе дојде, ниту пак сакаме да ги затвориме луѓето затоа што тој е потребно на државата. Ова го правиме пред се, реков, за здравјето на сите граѓани. Тие што не почитуваат, нека не очекуваат дека некој ќе се јави на некого и дека ние можеме да му помогнеме. Има ли такви ситуации? И да имало, ви кажувам дека сме постапувале согласно одлуките на владата. Ништо друго не почитуваме затоа што секој кој што се јавува му кажуваме а зошто не му кажавте правилно да ја почитува одлуката. Спрема тоа инспекторите затоа се неселективни. Тоа ви го гарантирам дека селективност кај инспекторите нема ни малку. Инспекторите се тие кои што сум ги затекол кога сум дошол како директор и со тие инспектори работиме. Точно дека се малку, точно дека се возрастни со години, меѓутоа се вложуваат сите само да излезат во пресред на она што се вика ова вонредна и кризна ситуација да помогнеме и на државата и на граѓаните. Министре, како ќе се полни буџетот е едно од прашањата секако, но еве и како компаниите ќе се справат, повторувам дека ликвидноста им е нарушена, дека плаќањата одат тешко, дека се загрижени како ќе ги исплатат платите, кои мерки ќе може да ги користат? Значи, ние веќе ги објавивме мерките, првичните мерки, што се однесува на зголемување на ликвидноста или овозможување да бидат поликвидни загрижени сте како ќе се полни буџетот? Компании, па секако дека сме загрижени како ќе се полни, пошто нема економска активност, ќе се намали економската активност, но ние нема да седеме мирни додека најдеме решенија. Веќе решенијата се наоѓаат, од утре веќе имаме голема можност да донесеме одлуки во владата и тие одлуки соодветни, добро анализирани, добро скроени, ќе ги носиме од утре па натаму, се со цел да не го воведеме буџетот во ризик и сите мерки да бидат реализирани на време и така како што се предвидени. Значи, првично, денеска се објави мерката за намалување на затезната камати и за физичките и за правните лица со 50%. За аконтациите за следните, за април, мај и јуни нема да се плаќаат. Ослободени се компаниите што требаше да ги плаќат, а тоа се зголемува ликвидноста, што нема да ги плаќат на државата. Обезбедени се кредити. Безкаматни кредити. Посебно за погодените сектори. Угостителство, хотелиерство и транспорт. Обезбедени се 50% плаќање на придонесите од страна на државата за сите погодени. Еве сега да информирам и јавноста, само во делот на туризмот и угостителството пријавени се 30.200 и нешто вработени, согласно Заводот за статистика. Стравувате ли дека може да има и отпуштања од работа? Ние ги повикуваме сите компании, бизнис секторот во целина,
заеднички да кроиме мерки, но и тие да бидат по-солидарни, да ги користат мерките на владата, да не отпуштуваат луѓе од работа. Имајќи во предвид дека ние секако дека ќе им излеземе во пресрет. Како држава ќе кроиме мерки, овие се само првични мерки, но во вакви ситуации треба да бидеме јасни. И јас правам тука повик за сите, да го кажеме истото, дека за паника нема место. Моментално сите податоци што ние ги имаме покажуваат дека има доволно храна за нашите граѓани. Ние сега треба да се грижиме за да не се шири заразата или инфекцијата. Значи, во прв приоритет е здравието на граѓаните. Истовремено треба да се трудиме да работиме напорно за тие граѓани, тие домаќинства, семејства, да има доволна храна, основните продукти да им ги обезбедиме како држава. Не да им ги обезбедиме ние директно. Ќе донесеме мерка, например, ќе им дадеме на сите граѓани по 1000 евра. Сега пластично кажувам малце. Ако немат продукти, кај ќе ги потрошат тие? Значи, затоа ние се грижиме, да ги отвориме коридорите. Непречено да работи извоз, увоз на стоки и секако дека откако ќе заврши кризата, пошто никој не знае кога може да заврши, ќе седнеме, ќе ги направиме сите анализи и ќе им излеземе во пресет на бизнис заедницата. Овие, уште еднаш повторувам, се првични мерки за најпогодените сектори, како што се угостителство, туризам и транспорт, каде што сакаме да ја зголемиме нивната може ли веќе од утре да очекуваат нови по-конкретни мерки кои што еве ги бараат бизнис секторот? Мислам дека моментално нема. Па видите, ова се првични. Па првични се. Како првични по фази. Па добро, веројатно. Па не можеме ни да донесеме првично мерки. Само секунда да завршам. Не можеме да донесеме ние мерки колку не ги знаеме штетите колку се. Првично, само да завршам. Како приоритет на владата, и мислам дека правиме одлична работа, е да ги информираме граѓаните за све што се случува. Ние секој ден сме пред јавноста, ги информираме. Здравието на граѓаните е приоритет над приоритетите. Добро. Снабдување со храна, обезбедување храна, тоа е приоритет. Овие мерки може утре да се менуваат согласно барањата на стопанските комори, да се дополнуваат во моментот кога ќе имаме конкретни бројки од страна на видите, прво ќе го повторам на почеток што е многу важно сега, пошто ние сите сме одадени прво здравието на луѓето. И редовно снабдевање, она што го кажаме, ќе има редовно снабдевање. Во моментот е проблем цената на брашното, зејтинот и тестенините. Значи, проблем е во смисол на брашното поготово, затоа што со брашно Македонија се увезуваше од Србија. Значи, цената на брашно од Србија доаѓа без царина, затоа што е во цефта. До друга страна, ние нема можност од кај да земаш да нема царина. Членките на цефта немат брашно. Увоз на брашно се зима од Европската унија или од Италија, од Бугарија или од Грција, евентуално и од Турција. Таму има 58 колку има царина. Треба да се тргне царината за и така цената ќе дојде поскапо од српското брашно, колку сака инспекторите нека прават калкулации, не може да извадат. Не се фаќате со инспекторите, спроведуваат одлуки на владата, со владата терајте ја работат. Одлука на владата, или ќе треба да ги затварат овие канали, или да пуштите од државните резерви, значи, апсолутно не се врзува, треба да пуштите од државните резерви со одредена, значи, со фиксна цена. Друго решение, значи, овие две работи, кај зејтинот, кај брашното, кај тестенините и не е толку страшно. Треба да се тргнат царините, уствари овие треба да се тргнеше уште 2012 година, тоа е работа на владата, не на инспекторите, кои што треба да бидат слободни, али тоа е друго во други моменти, за да биде цената адаптирана негде на ниво кој што да се приближи до сегашната цена. Иначе и она што сте го правиле, што е за почит,
брзо реагиравте да се ослободат каналите, коридорите од кај што ќе има проток на роба. Тоа е едниот момент. Другите мерки кои што ги исполнувате, едно е, ја би ве замолувал, значи, да владата генерално, комплетно да се изјасни што превзема од штетата, од ситуацијата, колку и да трае. Како што превзема? Од штетата што имат стопанствениците, затоа што ние ова ви го кажувам, значи и од претходната и од сегашна влада имавме неколку ситуации. Кажете колку се штетите. Вака. За да ние да кажеме колку ти превземаме. Ние може така да види, се каже. ние ќе дојдеме во ситуација сега кога вруќа ситуацијата, ќе предложиме неколку мерки. Значи, кои што види има во една ситуација нормално, приватниот бизнис има свој тек. Значи, не ми работи ресторанот, знам дека 6 месеци нема да работам, затварам ресторанот, ги отпуштам работниците. Тоа е сосема нормално е таа ситуација. И друго е кога има некоја гаранција дека да, за еден период ќе ми бидат покриени тие работи. Мора да интервенирам. Значи, ова е ситуација. Оти сега ние имаме 50% од придонесите, што тие придонеси, сите тие фондови, и здравство и за пензиско, после од буџетот ќе се прелива таму. Превземи го во буџетот. Дајте придонесите, дајте платите, дајте другите трошоци што ќе станат. Друг момент, она што е со кредити и со камати, таму е веќе деловен пристап. Значи нема што да се... Добро, тоа тие се без камати. Народната банка само треба да ги стегне тие работи. Оно што е со владата, вие сте дел од владата и тука зборуваме, целиот проект на тоа што владата прифаќа од оваа ситуација, како ќе ги решава натаму? Значи, да има слика, што правам јас со мојот бизнис? Ќе го задржам стендбај или ќе работам од прилика за тоа што ќе... Добро, утиворете да одговори министерот. Само две одговори. Значи, првично за брашното, зејтинот и неколку продукти што ги спомна господинот Даути и современо и тоа коментарот што го даде за работниците. Што се однесува до брашното и основните продукти, ние имавме можност вчера со најголемите трговци да имаме состанок заедно со директорот, каде што вие сами ни кажавте дека имате доволно залиги од брашно и од тие производи, секако дека се и државните резерви. Ние ги следиме секојдневно залигите на основните продукти како институции, секако дека и вие имате залиги како приватници. Во моментот сакам да им кажам на граѓаните дека нема проблем со залигите на основните продукти. Каналите се отворени, соодветните мерки првично се донесени, ги кажа и директорот, што се однесува на замрзнување на цените, а тоа што го кажува господинот Даути за автономните мерки, ако мисливте, ослободување на даноците, дека секако, ако во одреден момент доаѓа за такво нешто, ние ќе ги донесеме тие одлуки. Но моментално има залиги за автономна мерка ослободување на царина. Ослободување на царините. Ние како институциите ги викаме автономни мерки со одлука на владата и се изјаснуваат Министерство за финансии и економија. И тоа за работниците. Значи ние, ја од почеток кажав, ние во ова сме заедно сите. Почнувајќи од влада, стопанственици, треба да се грижиме за работниците, за граѓаните. Не може туку така да се отпушта некој од работа. Затоа ние ги креираме овие мерки, за да им помогнеме на микро и малите предпријатија, тие што ќе имаат потешкоти за да ги платат платите, се со цел да не се отпуштат работниците. Не може дека денеска, овој месец или наредниот месец, ќе бидеме во потешкоти и ја наеднаш, како стопанственик, да донесам одлука да отпуштам работник. А владата ти дава можност, ти ги плаќа придонесите 50% во моментот, безкаматен кредит, во секторот што вие го наведивте, каде што може тоа да се случи најбрзо, дополнително создаваме фонд за туризам, ќе го зголемиме буџетот секако од утре и во тој фонд, што моментално е 74 милиони денари,
И јас би ги замолил да ги користат овие поволности, овие можности со паслениците, се со цел немаме време веќе. Пауловски вечер вас сте на терен како инспектори? Инспекторите се и вечера на терен. Јас ви кажав и додека сум јас овде и дури некои дојдоа и овде со мене и исто заминаа на терен да ги известиме сите граѓани кои што ќе констатираат неправилности, бидејќи е во една ситуација, благодарение на владата ни излезе во пресед на државниот пазарен инспекторат, посебно министерот за економија, од утре, не знаеме бројчето какво ќе биде, ќе има единствен број на кој што ќе можат сите граѓани да ги пријавуваат неправилностите. Сето она што беше досега општински броеви одат во корпа, од утре има единствен број на кој што ќе ги пријавуваат неправилностите. А пораката е до сите трговци да немаат проблеми. Инспекторите се луѓе кои што спроведуваат одлука. Нека ја применуваат одлуката онака како што пишува во службениот весник и ќе нема никакви проблеми. Петрески, со оглед на цела оваа состојба може да се стравува еве од отпуштања да финишираме? Тоа е едно од првото сценарио, онаа препорака која што јас ви ја дала за крај, сметам дека ова е глобален проблем, она што ние треба да направиме на национално ниво да бидеме координирани, односно да бидат координирани сите засегнати страни кои што се, меѓутоа исто така да се координираме со глобалните лидери кои што ја водат ова ситуација и да ги следиме вкупните препораки, да не размислуваме за најцрните сценарија, можеби на крај на целокупната криза ќе извлечеме сите поука и можеби оваа криза ќе ги реши дефектите на моделот на раст кој што сите земји го применуваа, како што и од минати огромни кризи кои што биле на глобално ниво и големата рецесија и финансиската криза се извлекле, економиите и станале подобри, верувам дека и оваа криза ќе биде една таква поука и лекција. Така, ви благодарам на сите за вечерашното гостување во Топ тема. Вам ви благодарам за вниманието. Останете натаму со нашата програма.